А сега е време да видиме каде е нашата Ивана. Ви кажав дека ова утро ја имаме во живо на линк и колку што јас знам, Ивана се наоѓа во општина Бутел и ова утро ќе ни сподели многу повеќе информации за тоа како во ова општина стартуваат во новата учебна година. Иванче, добро утро, те поздравувам, среќен почеток на сите ученици, можеби таму ти веќе имаш многу поголема слика како изгледа во училишниот двор, но знам дека со тебе и првиот човек на општина Бутел. Да, така, Суза, добро утро до тебе, добро утро и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Среќен почеток на новата учебна година на сите 245.000 ученици во Република Македонија од основните и од средните училишта. Денеска започнува новата учебна година и за тоа дали еве што ќе се случува односно во општина Бутел, како е предвидено да помине овој прв училишен ден. Ова утро ќе дознаеме од првиот човек на општината Бутел, господинот Дарко Костовски. Инаку ние ова утро решивме да дојдеме во селото Љубанци, кој се наоѓа под општина Бутел, односно во основното училиште Гоце Делчев, каде што веќе може да забележи камерата дека тука веќе се одвива и приредбата, односно започна приредбата за првиот училишен ден и за добре дојде на првачињата. Добре дојде и за градоначалникот на општина Бутел. Добро утро, како подготвена ли е општината Бутел за првиот училишен ден? Добро утро, Ивана. Да, општина Бутел е секогаш подготвена, особено за вакви убави настани. Денеска, како и лани, ќе пробам да стигнам во секој училиште, ќе стигнам секако. Да ги поздравам првачињата, вкупно 570 на број, да поделиме ранче за секој првач и прибор, со тоа и да го олесниме малце оној почетен период на родителите, бидејќи живееме малце во тешко време и мислам дека секој олеснување е навистина голема помош од страна на општината. Колку училишта има под општина Бутел, основни, и колку првачиња еве денеска ќе влезат во образовниот процес? Во сите 8 основни училишта има 570 првачиња, една бројка која што не опаѓа во периодот кога сум јас градоначалник, дури благо се зголемува, што навистина е вака една импресивна работа. Сметам дека општината дури овој период летен го искористивме максимум за да дури реконструираме и реновираме некои делови од училиштата кои што навистина беа за такво нешто. Така да целосно се подготвивме, поентата ми е да кажам дека целосно се подготвивме за овој ден, 2 септември, денеска официјално. Да, какви се реконструкции се случува во летниот период во училиштата? Она што можам и во училиште го забележам дека има направено нови справи за децата, она што го немаше пред последно јас кога бев тука. Да, тука во последниот период направивме детско игралиште и нови спортски справи во основното училиште Гоце Делчев. Во сите останати училишта реконструиравме доволен број на училници кои што и така беше потребно да се реконструираат, но фокусот ова лето беше на тоалетите во училиштата и навистина тоа најде на поздравување од страна на родителите и граѓаните, бидејќи имаше навистина потреба да се реконструираат голем број на тоалети во основните училишта на територија на општина Бутел. Добро, и она што е за поздрав е дека не е намален бројот на првачиња, она што го имаме на глобално ниво, односно она што го имаме на национално ниво во државата. Годинава имаме околу 600 првачиња помалку од минатата година или 3500 првачиња помалку од пред 7 години, што значи дека опаѓа бројот на деца кои што се запишуваат во образовниот процес во Македонија. Што ќе им посакате вие на сите ученици, на сите оние кои што денеска почнуваат официјално со новата учебна година? Среќен почеток на новиот животен пат. Образовниот процес е можеби клучниот животен пат кој што би требало условно кажано да ни го олесни животот, но она што би сакал исто така да го истакнам и што им го пренесувам и на сите првачиња е навистина да се посветат на целиот образовен процес, се со цел да прераснат во вистински образовани луѓе, заради тоа што само на тој начин директно ќе помогнат на оваа држава да биде горда постојано. Така, каква е бројката со ученици во основно училиште каде што се наоѓаме утрово, основното училиште Гоце Делчев во селото Љубанци?
Тука бројката се движи секогаш од нешто над 10 ученици. Денес имаме 13 првачиња, исто како и лани. Сепак станува збор за селско училиште, но ете би го споменал примерот со Ацо Шопов во Радишани, кој што оваа година има 90 на првачиња и за 10 повеќе од минатата година. Така да Бутел може да се пофали со нагорен тренд и раст на новодојдени првачиња. Ви благодарам на одвоеното време и среќен или успешен старт еве на сите првачиња и на сите ученици денеска кои што започнуваат во еден нов процес. Ти благодарам Ива на тебе, на телевизија Алфа, што често знаете да известувате за убави работи од општина Бутел. Благодарам на сите гледачи што ето ова утро не слушаат. Да, денеска започнува еве новата учебна година за сите основци, сите средношколци, 245.000 вкупно ученици, односно 17.000 помлади ученици од пред 7 години. Наставата ќе започне со физичко присуство, речиси во сите училишта низ Републикава, освен во неколку училишта каде што не се довршени нели некои активности, односно некои реновирања кои што требало да се одвиваат во текот нели на летото, но сепак вчера и министерката Јаневска најави дека денеска ќе им бидат поделени сите учебници на учениците од основните и од средните училишта. Оно што сакам јас да им го посакам на сите ученици кои што денеска за прв пат еве влегуваат во еден нов процес, на сите првачиња успешен почеток во учебната година и успешен почеток во целиот образовен процес, секако среќен успешен старт на сите ученици и секако знаењето е сила, нели, она што можете да го добиете со знаење, не можете да го добиете на ниту еден друг начин. Ве поздравуваме од тука, каде што од селото Љубенци, каде што се одвива нели и приредбата по повод добре дојде на првачињата и почетокот на новата учебна 2024-2025 година.